Средечно добре дојде во новото издание на Автомагазин. Како што гледате, почитувани гледачи, ја почнуваме емисијата во невообичаена атмосфера, но со цел да дознаеме нешто повеќе за новиот закон за можност за управување на моторни возила за постари малолетници. Затоа наш гостин денеска е господинот Иво Котевски, кој ќе ни одговори на неколку наши прашања. Средечно добре дојде во Автомагазин и на самиот почеток едно можеби непријатно прашање. Дали мислите дека постарите малолетници имаат можност, односно предуслови психички да управуваат со патнички моторни возила? Па сигурно дека доколку не сметаме дека постарите малолетници би биле психофизички подготвени за да управуваат со патничко возило, не би предложиле измени во постоечкиот закон за безбедност во сообраќајот на патиштата. Имено не само нашите искуства, напротив и искуствата во западноевропските земји, како и искуствата во прекуокеанските земји, конкретно во Соединетите Американски држави, говорат дека постарите малолетници се апсолутно подготвени психофизички да управуваат со моторно возило. Факт е дека ние и да сакаме и да не сакаме, малолетниците, особено постарите малолетници, неретко ги крадат, така да речеме, од дома возилата и ги управуваат без никаква претходна подготовка или без дозвола од нивните родители. Предлозите за измени во законот предвидуваат доста рестрикции, да кажеме, прва и основна рестрикција е таа што малолетникот, за да добие можност да аплицира за возачка дозвола, најпрвин треба да обезбеди согласност од неговите родители, кои треба да проценат и најдобро знаат колку нивното дете е способно да управува возило без себе си да се изложи најпрвин на ризик, а потоа и останатите учесници во сообраќајот. Инаку, законот предвидува рестрикции. Рестрикциите се слични како претходните. Значи, прво и основно е дека секој малолетник кој што би сакал да се стекне со возачка дозвола, постар малолетник ќе мора 30% повеќе часови да земе од возачката обука. Важат, остануваат тие ограничувања дека постариот малолетник нема да смее да управува патничко возило после 20 часот, се до периодот до 5 наутро, без придружба од неговиот родител или старател кој поседува возачка дозвола од Б категорија, а исто така остануваат и рестрикциите во однос на максималните 75 киловати моќност на моторот на возилото, а остануваат и рестрикциите во однос на брзината со која што малолетникот смее да го управува возилото, а конкретно рестрикциите се од 60 км на час, доколку возилото се управува на јавен пат, понатаму 80 км доколку станува збор за пат наменет исклучиво за сообраќај на моторни возила и брзина не поголема од 100 км на час доколку станува збор за автопат. А доколку забележиме, односно регистрираме одредени недостатоци во законската регулатива, тогаш се разбира дека ќе размислуваме за одредени измени. Сепак знаеме, свесни сме дека станува збор за чувствителна материја, но не можеме да замижиме пред фактот дека само во текот на минатата година беа регистрирани преку 12.500 прекршоци управување со моторно возило без возачка дозвола. Овие лица кои на овој начин ги управувале возилата, сториле според податоците со кои што располага сообраќајната полиција 448 сообраќајни незгоди во кои што 18 лица ги загубиле животите, а 657 лица биле повредени. Се надеваме дека ваквиот црн биланс со помош на овој закон, односно со обука на потенцијалните возачи постари малолетници, дека црниот биланс би бил значително намален. Јас ви благодарам на вашето време и се надевам дека предлог законот ќе ја постигне својата цел, тоа е зголемена безбедност на улиците и патиштата. А ние одиме понатаму со рубриката Новитети, во која ќе ви го представиме најновото остварување на Рено. Станува збор за електричните возила Fluence и Kangoo, кои неодамна ги возевме во Португалија.
Предвидувањата на автомобилските стручњаци најавуваат дека иднината на електричните возила е повеќе од известна. Имено, до 2020 година 10% од автомобилите што ќе се продаваат ќе бидат електрични. Како атрибут на ова се многобројните даночни олеснувања и инфраструктурни решенија кои ги носат владите на многу држави. Рено со своите модели Fluence и Kangoo е веќе подготвен за пазарот. Еве ги нашите импресии од првите тест возења во Португалија. Електричните автомобили веќе не се никаква екзотика. Во тоа се уверивме на тест возењата на веќе комерцијалните верзии Renault Fluence и Kangoo. Овие два модела се пионери во својата категорија, а производителот се надева дека во догледна иднина ќе пласира на пазарот по 20.000 примероци годишно. Но да почнеме од техничките карактеристики. Renault Fluence на електричен погон е идентичен со оној со мотор со внатрешно согорување, само што е продолжен за 13 см во задниот дел поради батериите. Тие се виновни што, иако продолжен, багажникот има намален капацитет. Наместо 530 литри, како кај класичниот Fluence, тој изнесува 310 литри. Повторно, поради големината на батериите, видливиот дел од внатрешноста не нуди спектакуларни разлики. Тие се сведуваат на изгледот на инструмент таблата, каде место најде покажувачот на наполнетост на батериите, кои имаат капацитет од 22 киловати и специфичниот систем на пренос на силата, чија рачка наликува на онаа како кај возилата со автоматски мерувач. Со притискање на педалата се случува молневито забрзување. Максималниот вртежен момент од 226 Нм е на располагање во текот на целото возење. Интересно, иако неколку пати порано сме возеле електричен автомобил, повторно не изненади отсуството на бучавост. Во текот на возењето најгласен звук беше оној што го произведува трепкачот. Автономијата изнесува 185 км, но таа е зависна од стилот на возењето, потоа од метеоролошките услови и од условите на патот. Забрзувањата се линеарни, а воодушевува забрзувањето од стоечка позиција до 50 км на час, кое е само 4,1 секунда. Во економичните и еколошки возила се наоѓа и електричната изведба на Kangoo, кој се нуди во трите каросериски изведби. Кај овој модел повеќе од јасно е дека е наменет за флотните корисници кои имаат потреба за дистрибуција на стока во градски средини. Моторот е скоро идентичен со оној на Fluence-от, но наместо 95 располага со 78 коњи. Повторно ќе се вратиме на анализите. Повеќето истражувања укажуваат дека просечен европски возач дневно поминува 60 км, па автономијата на електричните возила на Renault е повеќе од доволна. Се очекува 70% од електричните Fluence да ги купуваат флотните корисници, а само 30% ќе се користат како приватни возила. Продажбата веќе започна во Шпанија, Холандија и во Франција, а од следната година таа ќе се прошири на останатите земји од Европската Унија, Израел и Австралија. Интересно остварување е навигацијата изработена од TomTom, која има преглед на сите пунктови каде може да се наполнат батериите. За потполно полнење потребни се 8 часа, додека со брзо полнење се добива дополнителна автономија од 20 км. Предноста на електричните возила се гледа и во трошоците за одржување, кои се 20% пониски од класичните автомобили, а осигурителните трошоци се исто така за 20% пониски. Цената на електричниот Fluence со бенефициите кои ги гарантираат владите на земјите членки на Европската Унија ќе изнесува околу 22.000 евра, што е показател за светлата иднина на овој тандем на струја. Иако временските услови се уште убави и дневните температури се над 10 степен Целзиусов, сепак календарски дојде време да се употребува зимската опрема. Тоа го пропишува и законот. Под зимска опрема за патничките моторни возила се подразбираат две работи, а тоа се или да има автомобилот монтирани зимски пневматици, а доколку има летни пневматици, тогаш задолжително е користење на синџири за снег.
Овие синџири требате секогаш да ги имате со себе додека трае режимот на пропис на зимски за возење во зимски услови и тие тежат некаде околу 4,5 килограми. Негативноста на синџирите за снег е тоа што осем тежината тие нон-стоп тропаат во вашиот багажник додека ги возите. Малку се покомплицирани за монтирање и со нивна долга употреба многу е известно оштетувањето на пневматиците и на бандажите. Еден просечен пар синџири за снег чини некаде помеѓу 4,5 и 6.000 денари. Но има и една нова солуција за користење на зимска опрема, а тоа се текстилните навлаки за пневматиците. Тие се далеку полесни и зачудувачки, многу лесно се монтираат и исто така многу се поевтини од челичните синџири. Она што е нивна предност е и тоа што не го оштетуваат тркалото на автомобилот, ниту негативно делуваат при нивната употреба на пневматиците на возилото. Но исто голем атрибут на овие текстилни навлаки за пневматиците е далеку пониската цена од синџирите. Дури и во најголема димензија тие не чинат повеќе од 5.000 денари. Но најсигурна варијанта е кога се користат зимски пневматици. Еве зошто. Зимските и летните пневматици се разликуваат пред се во употребата на каучук во нивната изработка. Летните пневматици поради потребата да издржат поголеми температури кои се типични за лето, имаат поинаква смеша. Таа смеша на материјалот на пониски температури, особено на температури пониски од 8 степени Целзиусови, се укрутуваат. Тоа значи дека материјалот не е веќе оптимален, тој ги нема сите оние потребни својства кои се неопходни за добра перформанса на возењето, управувањето и се разбира на стопирањето. Од друга страна, пак зимските пневматици се направени да ги задржат своите својства на температура пониска од 8 степени Целзиусови и нивните перформанси се потврдуваат и до минус 20 степени Целзиусови. Предноста на зимските пневматици е многустрана. Ако ги забележите летните пневматици, тие ги немаат задолжителните ламели преку кои се вентилираат самите пневматици, што значи дека мали каменчиња и снег би се налепувале на целата површина на летниот пневматик. Поради многуте ламели кои се поставени на самиот зимски пневматик, тоа не е случај кај зимските пневматици. Поради самиот дизајн на шарата на зимскиот пневматик, таа има висок степен на вентилирање на камен, на вода и се разбира на снег. Тоа значи дека снегот не се налепува на површината од самиот пневматик. Но наша препорака е секако да користите зимски пневматици, без оглед од кој производител се тие. Во секој случај се подобри од летните пневматици. И уште еден совет, доколку ги купувате зимските пневматици, секогаш треба да внимавате на самиот пневматик да биде ознаката M+S, што значи mud and snow, односно кал и снег, но и на самиот пневматик, на зидот од пневматикот, да има втисната снегулка. Тоа е доказ дека вашите пневматици се зимски. Исто така, според законот, доколку имате зимски пневматици, не сте обврзани да ја користите зимската опрема, односно синџирите за снег. Тоа беше се за рубриката Центар за безбедно возење. Идеме понатаму со нови возбудувања од светот на автомобилите. Единствениот високотиражен компакт кој се уште се произведува во земјата на изгре сонцето се вика Mazda 3. Адутот од Хирошима во 2003 година го наследи успешниот модел 323.
Во почетокот на 2009 година е промовирана втората генерација, која стана за 33% поцврста и 40 кг полесна. За 2012 направен е благ редизајн со микроскопски освежувања. И покрај тоа, Mazda продолжува со својата SkyActiv филозофија, каде е главен збор водат, технологијата и високата цена. Извонредната изведба и концепција на Mazda 3 не можеа да ја оспорат ниту најлутите конкуренти, но сите позитивности беа во сенка на високата цена. Дојде време за првото затегнување на борите и на самиот почеток стигна утехата за оние што во текот на изминатите години скапо го платиле квалитетниот компакт. Откако на пазарот ќе дојде редизајнираната генерација, собствениците на актуелната тројка нема да имаат впечаток дека автомобилот нагло им остарел и изгубил на вредност. Новостите на прв поглед се тешко воочливи, а сепак најважниот модел на Mazda битно е подобрен. Фаровите со елементи од диоди за 1/4 се поефективни и попрецизно го следат вртењето на воланот. Маската на ладилникот е поголема и поелегантна, а во зголемените странични отвори за воздух вградени се овални светла за магла наместо досегашните ромбоидни. Зголемени се страничните ретровизори, а силуетата ја разубавуваат изразените предни и задни спойлери. Со ова коефициентот на отпор е намален кај двете каросериски изведби. Тоа има важна улога во намалувањето на потрошувачката и во општите перформанси. На задниот дел највпечатливи се новите светла и браникот. Доработката на внатрешноста е умерена. Новост е многонаменскиот дисплеј на централната конзола. Хромираната рамка на инструментите и менувачката палка се посјајни, а доработена е и графиката на инструментите. Она што е најефектно се седиштата, кои сега се поудобни. Ова звучи убаво, но најважни се промените под лимот, каде јапонските инженери чесно си ја одработиле задачата. Подвозјето е засилено надолжно и попречно со елементи од челик со голема цврстина, што позитивно се одразува на динамиката во возењето и ја зголемува безбедноста. Подпирањето е поконкретно и дава добра интеракција, а унапреден е електрохидрауличниот сервосистем. Иако е најавена потполно нова генерација SkyActiv бензински и дизел мотори, засега се доработени постоечките агрегати. Кај основниот бензинец од 1600 кубни сантиметри и 105 коњи, потрошувачката е намалена од 6,5 на 6,4 литри. Истото намалување од 100 мл на изминати 100 км е постигнато кај дволитрениот мотор со директно впрскување. Пазарно најважната изведба, турбодизелот од 1,6 литри и 115 коњи, декларира потрошувачка од само 4,3 литри. Mazda не најавува промена на цените за освежената тројка, па досега и рационално скапата се сели во групата на возила со прифатлива цена. Природните убавини во околината на Катлановска бања се предизвик за нова екопатрола со Renault Fluence. Тргнавме со намера само да ги запознаеме еколошките карактеристики на моделот, но откривме уште неколку екомоменти. Спојувањето на човекот со природата секогаш дава корисен резултат. Во комбинација со еколошко возило, исходот е чисто задоволство. Иако се наоѓа на само 20 на километри од Скопје, одамна не сме биле во Катлановска бања. Тоа беше конкретен повод во екопатрола со Renault Fluence да се упатиме во тој предел. Од друга страна, сосема случајно дознавме дека во последно време бањскиот туризам оди во нагорна линија, бидејќи во бања се почесто одат и помладите генерации. Динамиката на времето во кое живееме носи многу стресни ситуации за сите возрасти. Бањите се вистинскиот одговор на стресот во секоја смисла. Практично, во близината на бањата откривме 3 моменти кои имаат антистресно дејство. Првиот го почувствувавме во внатрешноста на Флуенсот. Посакуваните удобност, сигурност и спокојство веќе се вградени во елегантната конструкција на овој модел на Рено. Иако станува збор за возило од средната класа, сепак неговиот изглед, дизајн и внатрешен комфор ве уверуваат дека се возите во лимузина. Дополнително смирувачко дејство дава фактот што моделот се движи со помош на еколошки мотор.
чувството на спој со природата секогаш има смирувачка димензија. Во непосредна близина на бањата тече реката Пчиња. На нејзините брегови сретнавме неколку рибари. Познато е зошто луѓето одат на риболов и сигурни сме дека тоа не го прават само за да уловат риби. Тоа е вториот антистрес момент. Секако, за следната екопатрола одлучивме во багажникот на флуенсот, кој собира 530 литри, да ставиме и некоја трска. Третиот момент е убавината на природата со која се соочивме на патот кон селото Градманци. Искрено, никогаш порано не сме го сретнале името на селото, но ако знаевме дека има толку убава околина, сигурно е дека сега немаше прв пат да го откриваме. Конечно, спознавањето на наведените моменти не увери во успехот на оваа екопатрола. Флуенсот со неговите еколошки карактеристики ја дава можноста за патување. Природата со нејзината убавина ја исполнува душата. Новите спознанија и чувството на слобода на изборот носат задоволство во секојдневниот живот на човекот. Ако имате кејф да возите олтајмер од 20-тите години на минатиот век, тогаш ќе треба да се упатите во Битола. Таков редок примерок на возила пронајдовме кај Ердоан Алиловски Еди. Покрај тоа што гордо ја нагласува сопственоста на Citroen од 1924 година, Еди им дава несебична можност на сите љубители на олтајмери да го почувствуваат шмекот на старите времиња. Во старински филм се најде и екипата на Автомагазин. Приказните од историјата на автомобилската индустрија откриваат дека првиот автомобил што ја обиколил цела Австралија бил моделот 5CV на Citroen. Историското патување се случило во 1925 година. На европско тло, повеќе различни верзии на истиот модел на Citroen станале синоним за моторизацијата на тогашна Европа. Сосема сигурни сме дека Анре Citroen, основачот на познатиот автомобилски бренд, не можел дури ниту да сонува дека едно возило од тој период се уште се вози во Македонија, поточно низ Битола. Возилото е старо околу 87 години. Возилото е марка Citroen C5 од 1924 година производство, француско производство. Возилото е чувано, гаражирано толку години, со 40.000 километри е поминато. Значи е многу одржавано. Само менат е интериерот, натрешен и обновен е надвршниот изглед. Неговиот сегашен собственик Ердоан Алиловски Еди му посветува особено внимание на овој редок примерок. Покрај историската вредност, наум ја има и бурната историја на возилото. Па возилото беше наследство на фамилиарно наследство е ова. На мој пријател Војко му беше најголемиот таксиста на времето, Бејкир по име. Возилото е првото возило во Југославија, донесено од Франција во Југославија. Првото производство на Citroen на C5. И стигна до неговите раце. Го користеше возилото за такси употреба. Нели на времето такси употребата беше многу реткост и беше луксус. И едно беше од најлуксузните возила. Исто така почина таксистот Бејкир. Возилото остана на неговиот син. Син му моментално и тој е починат. Остана на неговиот внук. Од внук му го презедав јас. И сега возилото го користам само за специјални прилики, за излегување на викенд, за некоја свадбена веселба, за пријатели. Во текот на целиот период возилото го задржало фабричкиот изглед, бидејќи поминал само 40.000 километри. Моторот на Citroen не е ремонтиран и ги задржал карактеристиките на своето време. Има 2000 кубици мотор, 38 коњи, првиот мотор на Citroen C5. Бензинец. Значи, возилото е со 3 брзини, не е како по новите возила 4-та и 5-та, да последува и 6-та брзина, последува само 3 брзини. Според Еди, станува збор за првото возило што било донесено не само во Битола, туку и воопшто на Балканот. Значи, само што било произведено првите модели, првите 10 возила во Франција,
во 1923, во 1924 година веќе беа во продажба и првото возило го зеде Бејќир таксистот. Тој го донел со камион, со постар камион, го носел 4 дена и 4 ноќи. На времето, затоа што немало такви превози како и сега, и дур го носел возилото кутија многу макави. Со Ситроенот направивме кратка прошетка низ Битола. Веднаш забележавме дека неговата појава го предизвикува вниманието на случајните минувачи. Сите ме поздравуваат, сите свират, мавкаат, здраво, или знаат дека возилото го возам јас и познато му е во градот. Затоа што ова реткост го нема нигде. Многумина од нив посакале да седнат и да се повозат со овој олдтаймер. Го бараат возилото многу често, јас не му го откажам на никој, секој може да го земи, секој може да го проба, да го повози, не е проблем за тоа. Никако гледате и сами дека и сите го имат возено, значи не го брано. Нека прават ќеф. Колку за ќеф, возилото развива максимални 65 км на час. Еди го вози со брзина до 40 км на час, но чувството при возењето е како да се наоѓате во временска машина, или поточно, како да учествувате во црно-бел филм од минатиот век. Во последните години, љубителите на автомобили се почесто го спомнуваат името Ситроен. Со својот храбар и неконвенционален дизајн и забележителните деривати со ознака DS, двојниот шеврон како да ја враќа славата која неколку пати ја понесе во минатиот век. Само да потсетиме, Ситроен прв промовира серијски автомобил со погон на предните тркала. Потоа премиерата на хидрауличното потпирање се случи во легендарната Деголка, а сега повторно ги вознемирува духовите. Овој пат со иновативен дизајн што секого плени. Почитувани гледачи, ви го представувам DS5. Третиот производ во линијата DS само ја потврдува главната ориентација на овие рафинирани производи. Тие се наменети за луѓе кои мечтаат по храбро дизајнирани и наметливи автомобили, а немаат пари да платат за екстравагантни модели од чија цена се добива вртоглавица. DS5 е се само не обичен автомобил. Впечатливиот дизајн не може да се нарече футуристички, не може да се нарече ниту модерен. Тој доаѓа од друга планета. Би можеле со часови да кружите околу каросеријата и да забележувате постојано нови детали. Внатрешноста е инспирирана од аеронаутиката. Покрај класично поставената инструмент табла и централната конзола, во очи паѓаат прекинувачите сместени на самиот покрив. Атмосферата е извонредна и не наликува на ниту еден автомобил промовиран досега. DS5 е нешто посебно, нешто што делува само за себе. Во кокпитот се добива чувство како да се наоѓате во пилотска кабина, особено кога е вклучен дисплејот на ветробранското стакло. На него се испишуваат основните параметри неопходни за возачот. Со вкупна должина од 4,52 метри, DS5 не се вклопува во друштвото на компактни лимузини. Наспроти неговото име, DS5 не се базира на Citroen C5. Сушност, искористено е подвозјето на Peugeot 3008 и во еколошката изведба го користи истиот хибрид 4 систем. Тоа значи дека се комбинира работата на дизел агрегатот кој ги погонува предните тркала и електромоторот задолжен за движењето на задната оска. Дизелашот има зафатнина од 2 литри и 163 коњи. Електромоторот пак испорачува 40 конски сили. Така на располагање се добиваат 200 коњи и погон на сите тркала, доколку работат двата мотора. DS5 може да се вози само на струја околу 6 км со брзина до 45 км на час. Ваквата комбинација овозможува само 99 грама јаглерод диоксид на километар, што е параметар за секоја почит. Покрај хибридот понудата ја сочинуваат 2 турбодизела и исто толку бензинци, кои поради цената ќе бидат носители на продажбата. Љубителите на дизел на располагање ги имаат 1,6 и 2-литрениот HDI од 112, односно 163 коњи, додека бензинците со турбополнач се 1,6 литрени со 156 или 200 коњи. Препорачлива е автоматската 6-степена трансмисија, а не е за подценување ниту мануелниот менувач со идентичен број на преноси.
На западноевропскиот пазар DS5 ќе се продава по цена од 25.000 евра за почетната верзија, па се до 37.000 за знаменосецот со хибриден погон. Како и да е, ние со нетрпение го чекаме на тест. Се надеваме дека тоа ќе биде наскоро. Перцепцијата за возила на мажите и жените е различна. Не е чудно што производителите при конструирање на новите модели стрикно се фокусираат на одредена целна група. Таков е случајот со денешниот автомобил, кога ќе го ставам под лупа. Нешто ви недостасува? Па и јас бев збуната кога Велостер ми го декларираа како возило со 4 врати. Да, има 4 врати, само се малку необично распоредени. Позади возачот нема врата, што поради штосниот изглед, што поради безбедност. Овој концепт мене лично многу ми се допаѓа. Покрај неговиот спортски и агресивен изглед, има и некои детали кои го прават Велостер модерен и елегантен. Погледнете ги, например, фаровите. Баш делуваат луксузно и некако шик, како Сваровски да ги правел. За тркалата на автомобилите немам некој посебен став, но овие овде едноставно не можете да ги игнорирате. Тие се во иста боја како и каросеријата на возилото, што е апсолутно модерно и стилски. Тука не завршуваат моите пофалби за Велостер. Чекајте тек да влеземе внатре. Велат, сликата вреди колку 1000 зборови, па ве оставам да ја разгледате внатрешноста. Изненадувачки за Hyundai е колку внимание е посветено на деталите. Уште еден атрибут е панорамскиот покрив која прави атмосферата уште попријатна. А преку мултифункционалниот Color Monitor се пресликува ситуацијата зад возилото кога возите наназад. Но да се навратиме на главната карактеристика на Велостер – трите врати. Една од левата и две од десната страна. Едноставно, далеко е побезбедно да излегувате од десната страна. Јас веќе си замислувам како ги носам моите дечиња во градинка. Само што помислив дека најдов идеален автомобил за мене. Пристигна разочарување. Малиот багажник не прилага на потребите на млада и модерна мајка. А и цената од 22.000 евра е многу блиска до BMW серија 1. Сори Hyundai, треба уште леп да јадеш. Најпродаван сегмент на светскиот пазар е сегментот на компактни возила. Тој зазима дури 39% од целиот светски пазар. Но внатре во тој сегмент дури 38% отпаѓаат на компактните седани. Volkswagen во своето портфолио имаше Jettата која прерасна во Vento, но поради некои одредени причини Volkswagen го стави овој модел под мраз и тој беше одмрзнат пред 4 години, кога повторно почна да се продава на европскиот пазар. Денеска на тест ја имаме рестилизираната Jetta, која со благи измени наликува на компресиран Passat. Моделот кој го имаме во ниво на опременост Trendline, но има и дополнителна опрема, што го прави нешто поскап. Првата Jetta беше замислена како седан верзија на планетарно популарниот Golf со кого делеше се, со исклучок на задниот дел. Во шестата генерација овој факт се смени. Сега Jettата не може да ја наречеме Golf со изфрлен багажник. Таа пред се е конструирана и дизајнирана за северноамериканскиот пазар и се произведува во Volkswageновата фабрика во градот Пуебла во Мексико, од каде доаѓа во Европа. Со оглед на првобитната намена во дизајнот на Jettата изостануваат хировити елементи како LED светлата. Тука главен збор води смирениот изглед и чисти линии со силно влијание на конзервативниот пристап во обликувањето на автомобилите. Од таборот на Volkswagen очекуваат овој изглед да остане свеж дури до 2017 година, а многуте сличности со поголемиот Passat не се случајни.
Во Европа, джетата има за задача да конкурира во сегментот на компактни бизнес лимузини за менаџери од понискиот ранг, кои според систематизацијата немаат статус да возат поголеми автомобили. Разликите помеѓу американската и европската верзија на прв поглед не се видливи, но се значајни. Джетата наменета за Европа, за разлика од прекуокеанската, има мултилинк потпирање на задните тркала и диск со пирачки. Купната должина од 4644 мм се вбројува помеѓу најдолгите во класата, а тоа го овозможи растегнувањето на меѓуоскиното растојание за 7 см. Со зголемувањето на надворешните димензии нарасна и внатрешноста. Ова најдобро се чувствува на задната клупа, каде просторот за нозете е зголемен за 6 см. Севкупниот впечаток се поклопува со останатите производи на Volkswagen. Изразена е удобноста и ергономијата, а возачот за кратко време добија впечаток дека долго време е зад управувачот на джета. За дизелските агрегати на групацијата Volkswagen не треба многу да се дискутира. Припадник на генерацијата Blue Motion, овој агрегат има изразена еколошка ориентација со емисија од 109 грама јаглерод диоксид на километар, што е одличен резултат. Покрај еколошката ориентација, 1,6 литрениот TDI е извонредно економичен. Рафинираниот систем за впрскување го прави работењето на моторот смирено, култивирано и тивко. За жал, економичноста не оди рака под рака со перформансите. На рамен пат и во градски режим на возење однесувањето е добро, а забрзувањата се сосема задоволителни. За жал, кога се вози на нагорнини, тогаш до израз доаѓа малата зафатнина, која се компензира со вртежниот момент. Но сепак морате да прешалтате во понизок пренос и силно да ја стиснете педалата за забрзување. Поради чистите линии, возачот во секој момент има одлична прегледност и чувство за димензиите. Традиционално тврдата амортизација не пречи во удобноста, дури има предност затоа што пружа прецизно и стабилно управување. Кога ќе се резимира, неизбежен е впечатокот дека шестата генерација Jetta е одличен флотен автомобил кој нуди несекојдневна понуда на простор и опрема, како секој чистокрвен Volkswagen. Има солиден мотор, квалитетна изработка, сериозен и класичен дизајн. Со моделот Jetta Volkswagen нуди се она што е во неговото портфолио. Тоа значи дека има одлична ергономија, дизајн кој е прифатлив и штедливи мотори. На нашиот тест ние потрошивме просечни 5,9 литри, што е извонреден параметар за економичноста. Она што не ми се допаѓа кај Jetta е немање на персоналност на низиниот дизајн. Имено во последниве неколку години моделите на Volkswagen личат како јајце на јајце, но се разликуваат по димензиите. Многумина го ја идентифицираат Jetta како Passat и тоа е оправдано бидејќи изгледот на Jetta во голема мерка потсетува на компресиран Passat. Тоа е до некаде добро, но можеби е и лошо бидејќи еден ваков автомобил треба да има нагласена персоналност. Персоналност која ќе го одвои од останатата палета на производителот. Но на повеќе луѓе тоа можеби и им се допаѓа, па затоа стручњаците на Volkswagen ја направија Jetta да личи во голема мерка на компресиран Passat. Исто така на пазарот има огромна конкуренција, поточно во сегментот на компактни седани, а тука ќе биде многу проблематично за Jetta не поради квалитетот или перформансите. Напротив, таа во овој сегмент е супериорна, но цената игра голема улога за купување на овие возила. Возениот модел е во ниво на опременост Trendline, но има неколку дополнителни работи, како што е двозонската клима и радиоплеер со MP3. И затоа цената е над 20.000 евра, поточно 21.500 евра.
Сепак, Volkswagen има своји атрибути од кои не се откажува и за кои е свесен. Па може би и затоа цената од 21.500 евра е оправдана. Но тоа најдобро ќе го одлучат купувачите. Тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на Автомагазин. Ве поканувам да не следите и во следната епизода, каде што ќе имаме еден ексклузивен тест кој го направивме во Шкотска и се однесува на новите дизел мотори на Land Rover и Range Rover. До следното гледање ве поздравувам.